Барањето за одобрување на средства во висина од околу 337.000 динари, колку што чини доградбата на ковид центарот, ќе се најде на дневен ред на престојната седница на Совет на општина Гевгелија, која е закажана за следната недела. Градоначалникот Поцков вели дека како општина треба да се излезе во пресрет на барањето и на тој начин да се обезбедат непречено одвивање на здравствената заштита на граѓаните и подобар третман на пациентите заразени од COVID-19. Според директорот на Општа болница доктор Митко Крџев, во овој дневен центар би се третирале само полесни заболени лица кои имаат потреба од дневен лекарски третман. Ваквата потреба е од приоритетно значење, особено во услови кога Општата болница не постои инфективно оделение. Меѓутоа, Општа болница повеќе не е во можност да ги подмирува дополнителните финансиски обврски за сузбивање на коронавирусот. Бидејќи повеќе пати во прекуитни постапки во изминатите месеци беа набавувани средства за лична заштита опрема на вработените во Општа болница, што дополнително го оптовари годишниот буџет на здравствената установа, вели директорот Крџев, поради што е потребна помош од општината. Како што е познато, поради моменталната состојба на ширење на коронавирусот на подрачјето на општина Гевгелија и зголемениот број на граѓани на кои им е неопходна здравствената помош, во ЈЗО Општа болница со проширена дејност во Гевгелија се наметна потребата на обезбедување на дополнителен болнички капацитет. За таа цел во тек е проширување на постојаниот ковид центар во кругот на Општа болница, каде што досега се вршеше прием и тестирање на пациенти со коронавирусот. Поточно доградба на престојниот објект каде што ќе бидат сместени 8 болнички кревети за дневна терапија на пациентите со полесни симптоми од COVID-19. Општинскиот штаб за заштита и спасување ја поддржа иницијативата за доградба на постојаниот пункт за тестирање на коронавирусот, а од Општа болница во Гевгелија веќе е доставено барање за обезбедување на финансиски средства од страна на општината.